Се навредија муфтињата. Во денешната епизода ќе гледат. И шо ако зема муфте, шо? Ко ми дават ќе зема? Тоа не се вика муфте, се вика гратис. И останати нели бистри деца. И ние не планиравме нели да продолжиме темата, но нели бидејќи нели Кога запнат со то нели на телевизиите, тоа е страшно не. Да речем немаше да продолжувам темата, пошто знаеш муфтињата како. И е битно да манат нешто муфте, ама кога се збора за муфтето одма се вреќа. А јас не би бил јас и ова не би било кој те праша. Кога не би искористил приликата нели да му направам кој те праша на сите. Така што специјално за навредената муфте популација. Одиме со второ муфте. Нешто што вие никогаш немате одбиено. Пошто нели, шо да е муфте да? Ајде ба те пусте шпице и одиме. Муфтето нема граници, бева. Желбите на луѓето па ич, небитно од најситна ствар до најголема може муфте да биде. Пример ќе почнеме од бомбончиња, брате, но денарче што. Да не види народо негде бомбончиња остаени да не абрцни раката, не зема едно. Ја ќе ја наполни ако го гледат ќе земи едно и едно за жената или за брат ми или за некој. Не е чаре едно да се земи. За внуците, за деца. Леле, ако реков за внуците ми текна. Едно време овај овде што гледате беше амбасадор на едни така, како да речем заштитни средства за несакани дејствија. Тоест сакани дејствија, ама со потенцијално несакани последици. И така на еден популарен празник Свети Трифун се даваа гратис тие средства. Што викате кој беше најголем конзуматор или добитник на муфте, бомбончиња да речеме? Пензионерите бе бате. Значи немаше баба што не помина да не застани да брцни таму да земи. Чекај за деца, за внучето да зема. Колку години има внучето? 9. Иди сега како да му речиш не е за него. Шо се овие? Балончиња бабо, земај. Земи да ги надуваш и да му даш на внучето. Нема врска бате, што да е муфте да е. Посто исто така муфтето е многу популарно кај пушачи. Како почнуваат пушачите да пушат? Купат пакета цигари, не бе бат. Некој му дава муфте цигаре. Саш цигара напроба. И ќе проба и се дупни од кашлање, неубо ќе му биде, на јазико грд вкус ќе има и све. Пак ќе му понудат другиот пат, па ќе земјот и мисли дека многу убаво изгледа. И муфте и оп на крај ќе си купи. Тој пак ќе се лижи цел живот за муфте, докај што ќе најде кој ќе понудат цигаре си земи. Оти ќе речи. Оти скапи се цигарите, економијата, знаеш како? Не 101 и Австралија, зато мислите дека скапо, ама добро. На кафеџите овде шо му е муф? Лајчето бе, ќе си огрицни то лајчето пластично и ќе си огрицка цел ден да го искористи, и муфте му го има дајано со кафето. Исто така то муфтето, или што би рекле нели овие отмените, писмените, гратисо. Е многу убава алатка за бизнисите. Купи пакета чигари на најскапи, гратис мастиче. Да не мирисаш толку после. То не постои парфем или одор на светот што ќе направи да не мирисаш на цигари и све околу тебе да не базди. Ама да, битно му функционира на бизнисите, се лажат луѓето. Ти мислат дека добиват нешто плюс, нешто гратис за истата цена. А уствари се е то прерачунато за да купиш поке, ама не е битно бе бат. Ти битно муфте доби. Ќе купиш кетчап, муфте шпагети ќе ти дат. Девек да не е џабе кетчап. Тие шпагетите сам не би ги ни купил. Ако дзирми широко може да му е заминат, ама не е битно муфте бе бат. На поклонет конј во забите не му се гледа. Што има врска Роко ако е поминат дека е сотру? Аман какви сте ти тој Роко, така е пишан таму, не е пишан за да се прати. Седиш озбор. Па да не правиме муавет, па колку луѓе сакат пример муфте да му се сработи нешто. О, то крајне, то може многу долга тема да биде, мај ќе гледам да не одолжам многу. Во глобала најпоќе си патиме од муфте од поблиски. Дали ќе биде то семејство, роднини, поблиски, подалечни пријатели, познаници, комши, шо да? Оти ќе речи. Оти сите очекуваат се да направиш за нив бесплатно и само за нив ако можеш да работиш и да му правиш тоа супер. И сега не викам дека не треба бидиш добра личност. Значи дефинитивно треба бидиш добра личност и да помагаш на сите што можеш да поможиш, да му излезиш во пресрет и така натаму. Значи луѓе сме, не сме животни, треба да си помагаме и треба да се сакаме меѓу себе. Арно ама, тоа е точно она што одвај чекат муфтињата да го видат кај човек за да му ја изват маска. Пошто има луѓе вака, што се јави некој имаме закревање нешто или имаме ова она, нема грешка одма иди. Утовар растовар кога шо имам работено во веко, не знам дали имам нешто друго работено. И после го ќе одев на свирка кога ќе ме видеат товарен со звучници со чуда, прво ќе ми речат чекај ние ќе кренеме и те гледа, качваш све, креваш нарамо ваму таму, носиш, те гледат збунети си викат шо прави ова? Море, овие плеките што тапшање имат доживеано и то сето то муфте. Ама дефинитивно најголем очекувач за муфте работа од сите се газдите бе. Значи не постои газда во државава што не очекува работниците поќе да му сработат од затоа што се плате. Значи одвај чекат нешто плюс муфте да му заврши. Во било која професија, дали тоа ќе биде плюс да останиш да доработиш, дали тоа ќе биде нека обврска што ќе ти ја дадат од нигде никаде што ќе мораш да завршиш. И што поако ти мораш, ако не мораш по закон,
мора. Оти ќе ти си сили, ќе ти избрка од работа, така. А тие не мора да платат пример затоа што си го сработил плюс. Или па на пример од срце сакаш да сработиш, еве ќе направам плюс ова она. Не дај Боже, то тука нешто да се почасти да се направи, нема шанс. Си сакал, си сработил, демек шо има врска муфтева. Па да не прам муавет па ако имаш професија како мојата, тоест професии како моите, пошто во сите професии во кои сум, прво никој не ги смета за професии, второ и тие што ги сметат и што знаат како оди, шо оди, сите гледат нешто муфте да извадат приказна. Оти кога ти имаш работно време, работното време мање више тоа е, платата таа, врските тие. Јарно, ако ќе немаш официјално работно време и кој работиш плюс фриленс или проекти одстрана или шо и да, тука бате со здравје си го носи. Оти ќе речи. Прво и основно никој нема да ти го цени времето што го имаш потрошено. И то општо зборам, некако ти што сакаш да ти оценат нема сигурно. Општо по нормални некои правила обични не ти го оценат, камоли по друго. Друго никој не ти го оцени времето и трудот и учењето и знаењето и се што си поминал ти години уназад, ко ти велеле кај сите нема, за да стигнеш до ниво, за да те барат баш тебе, па да не правиме муавет за вложвања, за опреми, за чуда, то паричне цена. Сам добро, честни исклучоци не можеме да речеме дека сите исто функционираат, ама во глобала 90% народот тоа е брат. Муфте нешто се мара. Ако може нешто да ми снимиш муфте, да ми сликаш муфте, да не испееш муфте. Значи ако си музичар, особено ако си пејач, и ако мислиш дека твојот труд ќе биде ценет сек дека што ќе те викнат уживај батуле. Исто и со видеата. Абе што ти ќе дојдеш, ќе снимиш и ќе си сјој. Никој не гледа тоа што треба дено и после тоа да посветиш на тој проект за да направиш како што треба. Па милион забелешки, чуда, па поправај, па преправај, па врти, па сучи, па вака било, така било, дур да му изваиш проектот, поминале времиња, си изгубил еден тон време и пари и простор и се. Ама не е битно да ти ќе дојдеш, ќе снимиш и ќе си сјој. Така е овие, магично се прават видеата. Го снимаш и го печатиш одма, готово. Сите се за муфте да зем. Никако некој муфте да дај. Кога ме те канам јас гости и ќе се појавиш таму, ќе си даеш поклонче, нели, ликче ова она и ќе ти рече тој, кој земи ја камерата, некој снимче, некој сличе да мани. Или ој микрофонот земи и ќе да тупнат микрофонот. Та, ти пример во моментот не ти се збора, камоли да ти се пее нешто, ама знаеш како? Кој те прашва бе бат? Ки ти отапосат вака микрофонот, сакал некел тоа е. И не сакал некел, туку треба одма сура тоа го насмееш и тука веселба да биде. Пошто нели ти си тој што треба да испочитува. Не дека тебе треба некој да ти испочитува првично, ама добро. Ама па ти какви сте и вие се одма требало тука, сработено, платено. Бе муфте тама, аман па ди. Најако од се што сите очекуваат да добијат муфте, никој не очекува да треба да дај нешто муфте. Пример да се случи иста ситуација и да го викнеш после ти. Уживај бате. Ти шо са ти ако направи нешто за некој се треба ти го врати, нема проблем. Шо си ти шо човек си таков? Одма ти го вртат психолог, демек ти си не човек. Тоа има врска ти што си помагал, што си се наоѓал, што си муфте све што си направил, нема врска бате. Што за ке си рачунаме? А не се работи за рачунање, се работи за човечност, ме сваќаш. Како што си човек, очекуваш да се луѓе сите, арно, тоа е нешто што никој не ти го каже. Тоа е дека никогаш никој нема да биде човек кон тебе како ти што си бил кон. За жал. И затоа најубаво ако помагаш, ако правиш нешто за некој, да го направиш без очекување. Или уште порано да ти е јасно дека џабе ќе очекува. Значи ако си во можност поможи, излези во пресрет, направи муфте и терај и гледај да не те злоупотребуваат луѓето, пошто ќе те злоупотреба. Да знаеш дека секој пат кога ќе му дај шанса, луѓето ќе ти искористат. Оти ќе речи, оти то пусто муфте му е многу сладко, не можат да живеат без то муфте. И друга работа што треба да ти е јасна е дека дури да не те барат за муфте, да знаеш дека твојот труд нема биди ценет. Особено нема биди како ти што очекува. Оти овој народ е таков научен е да се ценка беба. Значи ти побара филм цел да му снимиш што ќе траи месеци за снимање и за работа и за постпродукција уште месеци, години проектот да трае. И да му речи за 100 денари ќе ти го направам, ќе ти систенга и ти речи добро, може 50 да ти дам, ти знаеш како сега во тесно сум. Тоа е тоа те, дур не си даеш муфте ништо. А не треба така да биде, ама знаеш како? Кој ме праша? И не знам како си счуручи народот толку порано си помагаја луѓето, ама си помагаја, взаемно беше помагање. Ќе ти стигнат дрвата тебе, ќе дојдам, ќе ти поможам со дрвата, кога ми стигнат мене, не треба да те прашвам. Треба да ти е јасно дека ти треба да дојдеш да ми поможеш. Макар и да нема потреба виж дека има луѓе. Пошто така треба, тоа е човечноста. Пусто муфте што ти прави. И на почеток најавив дека ќе клам реакција од првото муфте. Ама знаеш како? Кој те праша, ко за муфте супер. Може ки клајме наредната епизода, може да не, ќе види. А дотоа ви останете си на нашата програма. Толку од мене. Поздрав, имајте убав ден.